Назад во студиото на утрински брифинг, имено Зидојче Цајтунг објави за оние швајцарски тајни во однос на швајцарскиот банкарски систем, кој што ги чувал нелегалните пари на еден куп клиенти, помеѓу нив клиенти кои што своите пари ги направиле од нелегална корупција, секако корупцијата не може да биде легална. Во Македонија дел од ова истражување беа и репортерите, односно редакција на истражувачката репортерска лабораторија. Со нас е Давид Илиевски од Ирала. Добре дојде. Добре дојде, благодарам за поканата. Давид, пред се, како Ирала се наоѓа во овој проект, освен тоа што нели Ирала е дел од OCCRP, онаа големата истражувачка мрежа, и заедно со Guardian, New York Times, Le Monde и еден куп други, Зидојче Цајтунг, еден куп други медиуми, заедно го работите ова големо истражување. Податоците кои стигнуваат од швајцарската банка Credit Suisse опфаќаат повеќе од 18.000 луѓе и повеќе од 100 милиарди швајцарски франци. Кога германскиот медиум Зидојче Цајтунг ги добива податоците, просто е невозможно да го опфати целиот свет и да ги сработи сите овие ликови кои што се појавуваат во податоците, па уште пред една година направи тим или конзорциум од повеќе медиуми, меѓу кои Ирала, ја сподели датата, ги сподели податоците и така секој од партнерите, односно секој од медиумите ги работеше оние ликови кои што се во своите земји. Па така Ирала го работеше делот за Македонија. Антиципиравте ли на почетокот на истражувањето дека две имиња ќе се најдат од Македонија? Господинот Благој Механџијски, господинот Минчо Јорданов, кои што важат за своевидни тајкони во државата, меѓутоа можеби очекувавте и други имиња или уште повеќе имиња во овој истражување? Важно е да се напомене дека не е нелегално да се поседува сметка во Швајцарија. Во податоците има многу луѓе. Она по кое што се водеа сите новинари, меѓу кои Ирала, најважно од се е да се истакне јавниот интерес за да се објават овие податоци. Кај овие луѓе, особено кај Минчо Јорданов и кај Благој Механџијска и кај Ларс Клин, кој што беше дел од нашето истражување, јавниот интерес во делот на Македонија е огромен. Овие луѓе не се само едни обични бизнисмени, тие биле дел од многу општествени процеси во оваа држава, влијаеле на многу случување во оваа држава и главната премиса по која што се водевме и зошто решивме да бидат овие дел од филмот Редакција, односно од филмот Швајцарски тајни во серијалот Редакција, е главно јавниот интерес и нивните дејствувања во годините, во овие 30 години независност на Македонија. Тоа значи дека имаше и други македонски бизнисмени кои што се на таа листа, или? Македонски бизнисмени, да, меѓутоа има и многу обични граѓани кои што имале било каков регулиран престој во Швајцарија, кои што имале мали суми на пари во швајцарската банка Credit Suisse. Има и други бизнисмени, истражувањата на Ирала не престануваат тука, меѓутоа повторно ќе повторам, две причини се зошто овие три лица се дел од истражувањето на Редакција. Првото и како што кажав е јавниот интерес, а второто е затоа што овие двајца ликови, односно овие тројца ликови, ги има најголемиот дел од парите, односно кај нив сумите на трансакцијските сметки беа околу 100 пати поголеми од сите останати суми кај другите лица. И гледајќи епизодата за швајцарските тајни, таму имате информација дека најголемата трансакцијска сметка, најголемиот дострел на пари на Јорданов е кој што поседувал 8 трансакцијски сметки во Credit Suisse е 14 милиони франци. Сметка во време кога има и државна функција, односно вице-премиер во владата на Бучковски. И сега кога ќе се организирате сето ова да го истражувате и кога ќе отидете во институциите да побарате податоци за да ги потврдите овие информации, господин Јорданов не е било кој, има свое влијание. Како се работуваа институциите во однос на ова и колку беа достапни релевантните информации? Прво еден чекор назад и околу Швајцарија и швајцарските закони, затоа што е многу важно тоа за да се поврзе со како институциите наши ни помогнаа или не ни помогнаа да ја сработиме оваа приказна.
Швајцарскиот систем е изграден на онаков начин да буквално банкарските тајни се императив за се. Како што знаете, ако располагаме со банкарски информации кои што излегуваат надвор од банка, буквално е кривично дело. Баш затоа и новинарите од Швајцарија не можеа да бидат дел од меѓународното истражување. Истото станува збори за институциите во Македонија. Многу често и самите институции кога треба да побараат одредени информации од Швајцарија наидуваат на проблеми. Сега тоа е оној меѓународен аспект. Дали македонските институции воопшто знаеле дека овие луѓе ги поседувале овие сметки во Швајцарија и од она што можеме да го видиме, од една страна најверојатно никогаш не биле ни ангажирани за да се провери потеклото односно да се провери имотната состојба на овие ликови, а главната причина е нивната мок и влијание во самите институции. А понатака, кога веќе ние ги добивме сознанијата дека постојат овие сметки, дека постојат овие пари, се обидовме да направиме една онака ретроспектива на сите настани кои што овие луѓе ги имале во годините, бизнисот, како действувале, на кој начин ги стекнале парите, дали можеме да најдеме реално потекло на овие пари. Тука веќе наидовме на стварно многу пречки, затоа што во многу од институциите кои што се обративме буквално не сакаат да соработуваат директно, особено кога ќе се споменат некои од овие ликови, се затвараат вратите за нас како новинари. Жалосно е тоа. Истото ни се случи во обвинителството кога стануваше збор за случајот со Ларс Клинг, истото се случуваше и во деловите кога се обидувавме да ги добиеме документите околу неј травматичен процес на трансформација на јавното во приватно, од јавен во приватен имот, односно приватизацијата на железарница, приватизацијата на градските аптеки кај механџиски, така да, можеме да кажеме дека институциите не беа доволно отворени за да можеме да го сработиме ова истражување. Меѓутоа се надеваме дека сега отпосле од кога веќе се објавени овие податоци ќе има слух и ќе се вклучат и тие. Да, особено што ќе се вратам повторно на господинот Јорданов, кој што во својот анкетен лист во време кога има јавна функција не пријавува дека поседува швајцарски сметки. Во исто време од владата сигурно има стенограми, сигурно има записи по одредени одлуки кои што зависеле можеби токму од господинот Јорданов во време кога располагал со еден толкав капитал кој што не бил пријавен во државата. Имате ли вие реакции од објавувањето на епизодата? Бидејќи таму стои дека до објавувањето, до неделата не сте имале реакција никаква, нити коментар, но отпосле? Во моментов нема никаква реакција од никој од тројцата инволвирани во оваа приказна. Не сакаа да коментираат, потрошивме многу време и енергија да се обидеме да ги добиеме и преку телефонски пат, и преку електронска пошта, и физички да отидеме во нивните компании за да добиеме било каков одговор на оние прашања кои што сепак мора да ги имаат двете страни на приказната. Одбија да коментираат и не сакаа да бидат дел од ова истражување. Тоа става уште еден момент само да биде посомнително зошто некој не би сакал да ги коментира овие пари доколку се легални. Во случајот кај Минчо Јорданов и поклопувањето на парите со времето кога тоа е на функција и непријавувањето на истите во анкетниот лист во антикорупцијската комисија е буквално проблем на швајцарскиот систем, односно она кое што им овозможува на политичарите не само од Македонија, туку од целиот свет, тука и на политичари, на луѓе кои што ги стекнале парите по криминален пат е да успеат да ги сокријат во овој систем кој што буквално е школка една каде што тие никој нема да може да дојде и да дознае дека ги имале овие пари. Така да Минчо Јорданов многу вешто успел да се снајде и да го избегне системот, да ги излаже македонските институции, да го избегне почитувањето на законот и владењето на правото. Јас се сеќавам на господин Механџиски кога Ирала правеше со една тематика за независноста на Македонија, беше многу волен да даде свој интервју и имаше интервју за Ирала. Па искрено и од дискусијата во редакција кога требаше да ги контактираме луѓето, кога се тргна ембаргото од приказната и кога беше моментот да се соочиме со нив, имавме некоја надеж дека Минчо Јорданов и Ларс Клинг никогаш нема ни да не побараат, такви беа очекувањата, меѓутоа баш кај Механџиски поради тоа и очекувавме дека ќе добиеме интервју и ќе имаме прилика да
да разговараме со него. Колешката Маја Јовановска разговараше по телефон со господинот Механџиски, меѓутоа тој децидно одби дека не сака да даде никакво интервју, во телефонскиот разговор беше конфузно, само потврди дека поседувал сметки во Швајцарија, негираше дека се негови лични сметки, туку се дел од инвестицијскиот фонд на Milestone, односно исландската компанија. И тоа беше секое што сакаше тој да го даде како коментар, меѓутоа тоа беше буквално само еден краток телефонски разговор. Да, Давид, како една подтема во самата епизода Швајцарски тајни е третирањето на прашањето со премногуте казина и премногуте кладилниците не, ама казината беа доста нели спомнати како ја обработувате како тема. За казината во Македонија веќе неколку години, тоа е едно мало друштво, титовско друштво кое што води борба со македонските закони и бара одстранување на одредени, сега таму има стандарди колку да бидат оддалечени од населено место, да не бидат во градот и слично. Ако се знае дека Македонија е можеби Лас Вегас на Балканот во однос на казината, и ако се видат и дека казиното Аполонија, кој што всушност го работите како предмет за господинот Ларс Клин, дека работи со загуба и дека е нелогично неговата економска оперативност, сметате ли дека сега можеби ќе имате вие притонес во оваа тема, отстранувањето на казината од државата? Широка е темата. Нашиот фокус беше да го разработиме казиното Аполонија и она што прво и беше најчудно за нас е дека првата приватна инвестиција во Македонија била казино. До тогаш не сме го знаеле, ова за мене не било познато како информација. И некако самото се наметна дека буквално ако првата инвестиција на една независна држава е казино, а не е некоја гранка која што треба да донесе некаков вистински придонес, работите нема да одат баш како што сме ги планирале, па тргнувајќи од таму, најверојатно и понатако ова што ни се случува денеска со казината е последица на таа една инвестиција која што била најавена како мотор на македонската економија. Дали ќе го решува проблемот со казината, не знаеме, меѓутоа еден интересен момент и ИРЛ ќе продолжи да го истражува ова е дека Аполонија најверојатно не е единственото казино кое што работи со загуби постојано. Трендот во казината да пријавуваат загуби е, како што каже и експертот Павле Гацов во документарецот, не само за казиното, општо за било која фирма која што пријавува загуби, а продолжува да работи со истото темпо, е сигнал за институциите да влезат во контрола. Па така да ИРЛ ќе продолжи да истражува, меѓутоа побитно е институциите да влезат во овие казина, да направат контроли и вистински да увидат што навистина се случува со тие сметководни книги и како тие ги... Ке влезат ли? Треба нив да ги прашате, јас стварно се надевам дека да. Да. Следната епизода е исто поврзана со швајцарските тајни или? Не. ИРЛ ќе продолжи да работи на други епизоди кои ќе опфаќаат теми од здравството и од екологијата, а делот со швајцарските тајни ќе продолжиме да го работиме на нашиот вебсајт со истражувања текстуални каде што ќе опфатиме и други теми поврзани со швајцарски тајни. Давид, ти благодарам на одвоеното време. Ви благодарам за поканата. Следно што има треба да ни каже всушност Сашо Орданов. Јас слушам внимателно што се разговара и така следен ни е Петар Арсовски со кој што ќе продолжиме една политичка анализа. Ова ме потсеќа и ова со Давид што Давид не знам која генерација си, ама првата инвестиција беше пред 31 година во Македонија, ова со Апола студиото. Јас ги памтам добро тие години и ако мисливте дека ќе дојде овдека Сони да инвестира, не знам дали постоеше Сони од тоа време или, например, некоја, што ја знам, голема железара и така, беше ѓаволски тешко општо и овие коцкариве да дојдат во една крајно неизвестна, една пред големи војни ситуација, бидејќи туку што не беа започнати балканските војни. 91 и сега вака со Хајнц, што викаат, со еден поглед наназад, полесно се оценуваат работите, ама тогаш висеше во воздух се и се што и баш беше чудно што воопшто и овие свеѓани кој инаку и во вашиот прилог доведовте и колеги од Шведска за кои раскажува за тие семејства и така натаму. Тоа се легални коцкарски бизниси, иако
се разбира, ни звучат, а особено во овој обем во кој ги има во Македонија, звучат како загрозување, но тоа носи големи пари годишно за буџетот. Ако смеам да се надоврзам на ова само кратко, две работи се легални, меѓутоа овие бизниси многу често може да се користат за нелегални работи, тоа е Сите првиот бизнеси проблем. може да се користат за нелегални работи. Јас ќе ви кажам како ги користеа. Втората, Што е тешко да се докаже. Понекогаш кој ќе чуете дека има голема исплата во казино и така натаму, дека е отишол Чало и баш тој таа вечер добил 2 милиони исплата, тоа се тие исплати кои што во казино имал среќа човекот и на некој начин се исплатени. Многу тешко се докажуваат. втората работа само уште кратко ова дека првата инвестиција е казино, да, и доаѓаат во комплетно нестабилна ситуација во оваа држава, немаме ни монетарна политика, се уште се носи устав, буквален хаос се случува тука, но не е случајно што доаѓаат баш во Македонија и ова се причините зашто ја избираат Македонија, кога западните земји успеваат да си ги регулираат своите процеси и да си ги регулираат своите закони, тогаш овие луѓе кои што им треба прибежиште доаѓаат баш во земји кои што се неизвестни. Тоа само дополнително и не ги дозволува на Македонија за прогрес. Така е, гледайте, и во вашиот прилог, во ова што го коментиравте, вие говорите дека се овие специјализирани за инвестиции во ризични подрачја. И тоа е една, сега, да не ме сватите погрешно, но тоа е една комплетно легална инвестициска активност. Зошто? Видите, кога инвестирате во ризични подрачја, профитите се многу поголеми. Така што тоа, додека разговараме, се случува денеска некои во Украина инвестира, точно играјќи на тоа дека, да, многу е ризично, ама профитот ќе биде огромен. Сакам да кажам и да завршиме со тоа, бидејќи имавте убав разговор и така. Јас го памтам тој ден, таму е тоа негдека 90-91 година, кога Македонија кога прогласи на 8 септември независност, на сметката на Народна банка на Македонија имаше неколку милиони марки во тоа време, а стигнува да се исплатат кредитите за 2 недели на Парискиот и на Лондонскиот клуб, каде што ќе требаше се види дали можеме воопшто да докажеме пред светот дека сме држава. Сега, фрлам малку еден контекст кој е многу комплексен, така, во секој случај занимливо е да се навраќаме назад и така, што и вие го правите одлично. Како се одјавуваше во тоа време, како се известуваше за оваа инвестиција? Ние сега славиме кога ќе дојдат Слушайте, странски кој ќе се инвестиции. сетам на Клюсев и така, тоа беше, гледайте, ние буквално левитиравме помеѓу можноста да бидеме вовлечени во една жесток конфликт и да бидеме, да обстанеме, да кажем, со секојдневно на работа од обстанокот. Тоа да сака да дојдат не за како кажам, не овие коцкариве да дојдат инвестираат. Мислам дека ќе беа прифатени и разни други идеи за инвестиции да ги имаше. Добро, јас сакам само да кажам кој е тој контекст од 30 на и кусур години, а се разбира дека од тука натаму тој бизнис е, освен што е многу лукративен за самите инвеститори, е многу лукративен и за државата. Во овој момент во буџетот има огромни, мислам дека е негде, да не ме фаќате за збор, бидејќи сега тоа го импровизирам, ама околу 200 милиони евра, мислам годишно дека се плаќа во буџет. 160 милиони. Така е. Жалосно е што овие инвестиции, а тука и ќе ги надоврземе и она трансформација на јавниот капитал во приватен, буквално успеа да оштети 3 генерации после тоа и денеска Македонија и се уште е една од најсиромашните земји во Европа и денеска Македонија има една од најголемите стапки на невработеност и се уште се соочуваме со сериозни проблеми и ако не се навратиме во минатото, баш како што рековте, да ги гледаме ретроспективно работите, нема да ги поправиме проблемите. Барем тоа е ставот на редакцијата на ИРЛ, дека мораме да гледаме од минатото навака и да ги лоцираме оние проблеми за да можеме да идеме напред. Еве, затоа ви дозволувам да го изнесете ставот на ИРЛ, но тоа не е единствениот став за кој може да се дискутира, ама тоа во некоја друга прилика. Благодарам. Да ви благодарам уште еднаш, да.